Меѓутоа, моментот кога независниот синдикат ја постигна репрезентативноста, а тоа беше во 2018 година и кога требаше да биде вклучен во сите тие комисии на Министерството, кога требаше да ги добие тие привилегии, да седне на маса, да преговара за тие колективни договори, независниот синдикат на полицијата не беше никаде вклучен, затоа што веројатно на тогашното раководство му беше јасно дека независниот синдикат на полицијата нема да го потпише тоа што го потпишуваше тогашниот претседател на Македонскиот полициски синдикат. И ние сме синдикат што секој пат е конструктивен и отворен на соработка, сме отворени за дискусија на било што, меѓутоа да потпишуваме хартии што нема да ги прочитаме и ги викаме колективни договори. За нас колективните договори се многу повеќе од тоалетна хартија и не сметаме дека такво нешто треба да функционира во Министерството за внатрешни работи. И веројатно таквата наша активност тогаш беше препознаена од тогашниот министер за внатрешни работи, што во целост бевме игнорирани, односно целата наша репрезентативност не беше признаена, волјата на работниците не беше испочитувана и буквално секаде, во секој пост, во секоја прослава, во се што правеше Министерството за внатрешни работи, се потенцираше дека во рамките на Министерството за внатрешни работи постои еден репрезентативен синдикат и дека не постои други синдикати и буквално да може, мислам дека ќе го избриша независниот синдикат на полицијата.